Приодот кон Пробишти повеќе нема да биде инфраструктурно најлош во регионот. Таму се работи на поставување на асфалт на над 30 километри. Во моментов, екипите се на потегот Злетово Пробишти. Значи, овој пат е некаде 17,3 километри, 30% веќе се завршени и верувам дека очекувам до крајот на есента ова ќе биде завршено. Овој пат е стар повеќе од 50 години. Многу наназад се обеќавало, не се направило, ние конкретно го реализираме. Но тоа е една цела целина што прави еден круг околу целиот овој регион, а се надоврзува и на реконструкцијата пак што отпочнува од Крупиште до Пробишти, што заедно прави 35 километри. Значи, граѓаните на оваа регија 35 километри ќе добијат рехабилитирани и реконструирани патишта. Како течат работите? Денес во Пробишти проверуваше министерот Цугарески лично, кој истакна дека градежната офанзива започнува токму од овде. Очекување дека ќе имаме сериозно зголемување на капиталните инвестиции, она што се разбира и владата го најави, тоа е дека оваа година навистина ќе биде економска година и ние заедно со директорот тоа го тврдиме, поготово во нашиот ресор, бидејќи сите показатели укажуваат на тоа дека навистина ќе биде до крајот на градежната сезона, тоа ќе трае долго, се разбира до ноември-декември, ќе ги исполниме сите оние очекувања, ветувања. Инфраструктурата во Пробиштипско беше една од најлошите во регионот. Поочекувано е новиот асфалт, овдешните жители да го очекуваат желно. Тоа е убаво што се направил патот тука, е добро за сек е добро, работи се, убаво се прави. Па натаму по-убав асфалт ќе имамо, по-добри возила ќе возат, да не возат само сил до тука. Се што направи се убаво, само касно кога луѓето избегаа, нема народ човек. Од 3500 жители сега дали 1500 има. И тоа е проблемот, нека се добро се направи. Во исто време, од државни патишта се оптимисти дека новото археолошко наоѓалиште кај Жиганци, кое е непосредно до трасата, нема да ги закочи градежните активности на експресниот пат Штип-Кочани.